Како што се ближи денот на избори, така онлайн просторот забрзано се пополнува со платени политички реклами. Потрошивме малку време во редакцијата за да тестираме чии реклами најмногу ќе ни се појавуваат. Списокот е далеко од конечен, но често ни се повторуваа реклами на Христијан Мицкоски, Венко Филипче, Изет Меджити, Орце Ѓоргиевски, Каја Шукова, Амир Мециновиќ, Бујар Османи и други кандидати за градоначалници пред се од ВМРО ДПМН, Влен, СДСМ, ДУИ и Левица. Со платеното политичко рекламирање на социјалните медиуми многу посуштински се занимава фондацијата Метаморфозис. Тие го следат рекламирањето на платформите на Мета, Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp, и тоа во 26 општини. Од оние 26 општини што ние ги мониторираме, односно кандидатите за градоначалници во тие општини, можам да кажам дека речиси сите се рекламираат на социјалните мрежи во овој период, во првите 7 дена од мониторингот. Со тоа што очекувано, најголем дел од средствата се потрошени од страна на двете најголеми политички партии, нивните лидери и нивните кандидати. Кога е во прашање Мета, таа нуди јавен пристап до дел од податоците поврзани со платените реклами за општествени прашања, избори и политика. Така, еве кој потрошил најмногу на кампањи во последниве 30 дена. Прв е Бујар Османи со околу 4100 евра, па Христијан Мицковски со околу 3300, Орце Ѓоргиевски со 3200, Изет Меджити околу 2600, Венко Филипче 2400, Сотир Лукровски 2400 и Александар Стојковски 2200. За кој било од овие профили да добие право да плаќа реклами, мора да исполни повеќе услови, вели Горан Ризаов. Но додава, процесот има празнини за да се знае сигурно кој навистина плаќа. Мора да испратите потврда за вашиот идентитет, ако сте организација, исто така потврда за локација, каде е регистрирана организација, значи постои одредена процедура и има дисклеймер кој што мора да биде јавен на сите вакви политички реклами. Меѓутоа, тој дисклеймер се поставува под така наречен ad account, значи налог кој што е специјално наменет за објавување на реклами. И сега пристапот до овој налог може да го имаат повеќе лица. Не мора да значи дека само името на Facebook пејџот или човекот кој што го носи тоа име има пристап до ad акаунтот. Може да има пристап секој на кој што ќе му дадете пристап, може да има пристап маркетинг агенција и така натаму и така натаму. Така што не може точно да се определи кој ги трошал тие средства. Повторно, само заради тест, ги проверивме така наречените дисклеймери на дел од кандидатите. Например, кај кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на општина Карпош пишува дека е негов, но кај контактите стојат телефонскиот број и електронската адреса на Ивица Периќ, веќе познат пиар и маркетинг експерт кој работи во земјава околу една деценија. Исте случајот и со други кандидати. Кај премиерот Христијан Мицковски може да се види дека вкупно 14 луѓе имаат овластување да му менаџираат страницата. На лидерот на СДСМ 7. Се што кажавме дотука е важно поради една клучна причина. За разлика од рекламите на телевизиите, радијата, весниците и порталите, за социјалните медиуми нема никакви ограничувања. Ниту пак може независно да се провери од чиј џеб се парите со која платена кампањата. Ова не е само новинарска забелешка. Еве што напиша ОПСЕ ОДИХР во конечниот извештај по локалните избори во 2021 година. Политичкото рекламирање со онлайн алатки како што се Google Ads и на социјалните мрежи не е субвенционирано ниту конкретно регулирано со националното законодавство. Додека политичките партии опсежно ги користеа социјалните мрежи во своите кампањи, недостатокот на транспарентност на ваквите алатки ја прави секоја значителна ревизија невозможна. Можните проблеми од недостаток на регулација се нотираат и во преодниот извештај на ОПСЕ ОДИХР за овие избори. Кампањата на социјалните мрежи не е експлицитно регулирана, но законот бара разликување и означување на сите форми на платено политичко рекламирање. Поголемиот дел од учесниците на изборите наведоа пред мисијата на ОДИХР дека делумно ќе се потпрат на социјалните мрежи при водењето на кампањата.
Забелешките на ОПСЕ ОДИХР за платеното политичко рекламирање вообичаено влегуваат во корпусот наоди за водењето и финансирањето на кампањите. Во 2023 година во Министерството за правда се формираше група за измени на изборниот законник за сите препораки на ОДИХР, вклучително и за темите традиционални и социјални медиуми. Беше изготвен нацрт текст, но тој никогаш не помина пред пратениците. Една од институциите која учествуваше во работната група беше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Тие вршат мониторинг над радиодифузерите за време на кампања. Оттаму ни објаснија дека групата експерти воопшто не се занимавала со платеното политичко рекламирање на социјалните медиуми. Единствениот предлог поврзан со темата бил: Работната група предложи да се дополни изборниот законник со забрана за носителите на функции за време на изборната кампања да ги користат институционалните и своите службени профили на социјалните мрежи за поддршка, промоција или дискредитација на учесници во избори. Независно од работата во работната група прашавме дали според агенцијата е потребно регулирање на платеното политичко рекламирање на социјалните мрежи. Треба да се регулира рекламирањето на социјалните мрежи, но пред се преку усогласување на домашната регулатива со европската, со актот за дигитални услуги и регулативата за транспарентност и таргетирањето на политичкото рекламирање. Дополнително, во изборниот законник треба да се додадат одредби со кои учесниците во изборите ќе се задолжат да обезбедат целосна транспарентност на податоците за рекламирањето објавено на социјалните мрежи и за потрошените пари за ова рекламирање. Законите се носат во собранието, а собранието го сочинуваат пратениците од различни политички партии. Па им поставивме исти прашања на 4 најголеми партии, односно коалиции: ВМРО, ДПМН, СДСМ, ВЛЕН и ДУИ. Дали поддржуваат или не поддржуваат регулација на кампањите на социјалните медиуми и зошто? Но и од кои причини препораките на ОПСЕ ОДИХР не се преточени во закон во собранието? Ни одговорија само од СДСМ. СДСМ од секогаш се залагала за регулирање на интернет рекламирањето и предлагаше своји решенија, но одредени политички субјекти тоа го попречуваа. Во оваа насока секако дека СДСМ е подготвена да се придружи на сите иницијативи за надградба и дополнителна контрола на интернет рекламирањето, во интерес на транспарентноста, отчетноста и фер процесите, согласно препораките на ОПСЕ ОДИХР. Надградбата би требало да се однесува на јасни правила кои ќе овозможат: прецизна идентификација на платените политички содржини, јавен увид во изворот на финансирање, еднаков пристап и можности за мониторинг од страна на институции или независни организации. Единствениот чекор кој е направен во насока на некаква регулација на платеното политичко рекламирање на социјалните медиуми е координативното тело кое го следи однесувањето на политичарите, кандидатите, но и инфлуенсерите на интернет. На негово чело во моментов е Билјана Георгиевска, од позиција на директорка на Советот за етика во медиумите. Процесот функционира на тој начин што партиите доброволно потпишуваат кодекс. Се бара да бидат транспарентни за онлайн рекламирањето, така што секогаш јасно ќе се означат дека тие се нарачатели на политичкото рекламирање, а во случај кога нарачатели се трети лица, ќе се произнесат каква е нивната поврзаност со нив, со што се очекува да има многу поголема транспарентност на финансиите што завршуваат во социјалните платформи за рекламирање и се бара или тие се обврзуваат дека ќе бидат транспарентни, односно ќе објават информации за потрошените средства за платено политичко рекламирање на социјалните медиуми и на други онлайн алатки. Но кодексот го имаат потпишано само 5 партии, меѓу кои ниту една од големите. Бројот на жалби е исклучително мал. Георгиевска се надева дека е така, бидејќи партиите се уште не слушнале за мисијата на координативното тело. Според истражување на Reuters институтот, 44% од младите луѓе на возраст од 18 до 24 години се информираат исклучиво на социјалните мрежи. Овие политички партии кај нас и независни кандидати, сите политички играчи што сакаат да учествуваат на локалните избори, имаат огромна одговорност, бидејќи овие млади луѓе се прв пат или втор пат гласачи. Тие прибираат информации за да го формираат своето мислење и да го дадат својот глас само на социјалните мрежи. Токму заради тоа, објавите не само што треба да бидат транспарентни,
да биде јасно кој стои зад нив и да биде јасно кој дал пари за таа реклама, туку треба да не содржат етички норми во обраќањето, да не содржат говор на омраза, да не бидат исклучиво црна кампања, негирачка за другиот, да бидат информативни, да го објаснат прашањето за кое себе се нудат како луѓе што ќе го решат тоа прашање. Во светот нема општо прифатен модел како е најдобро да се регулира платеното политичко рекламирање на социјалните мрежи. Заедницата кон која се стремиме, ЕУ, од неодамна реши да ги обврзе социјалните мрежи и другите слични платформи да обезбедат детални податоци, вклучувајќи за плаќањето и за целните групи во платените кампањи. Google и Meta одговорија со забрана за платени политички кампањи на нивните сервиси во Европската Унија, бидејќи не можеле да ги исполнат барањата на Брисел. Во Македонија нема такви пречки, барем не додека партиите да дозволат измени на изборниот законник или пак земјата влезе во Европската Унија.